Програми наменети за целата публика. Почитувани гледачи, добро вечер. Живееме во моментов во една сложена ситуација овдека во Македонија, можеби најсложена во историјата на постоењето на македонската држава воопшто. За да можеме да разбереме некои работи што ни се случуваат, како што разговаравме со вас, со политичари, со аналитичари, доаѓам можеби до конечното од каде треба да го бараме почетокот на решавање на проблемот и изворот на проблемот. Уставот и законите се сршта и суштината на проблемот кај нас. Затоа што ја не сум доволно стручен, ниту вие. Ние сме луѓе кои не интересираат работите. Сметам дека материјата вечерва која ќе обработуваме ќе ни помогне многу подобро да се носиме со предизвиците на времето. Колку и да ми звучи мене сулудо, сите инстинкти мене ми велат дека вечерашниот гостин е и тоа како подобен и погоден за денешнава состојба. Тој е господинот Александар Климовски, професор на правниот факултет, чија специјалност е уставното... Не е уставното право. Не е уставното... Корпоративното право, односно правото на друштвата, но ние како правници треба и tekako да го знаеме уставното право, бидејќи уставното право е подлога, основа, основна гранка на правото, од каде што понатаму сите гранки, па и корпоративното право, односно правото на друштвата, произлегува. Би сакал да направиме една анализа, иако има ве поканив затоа што ве гледав на други телевизии. Ве поканив уште повеќе затоа што чувствував недоискажаност. Имате многу повеќе што да ни кажете, а сте расположени и веќе сте вешти во однос на тоа, и не само како професор и строчно лице, туку и до обраќање на јавноста. Ја навистина се обидувам да ја разберам ситуацијата и колку повеќе ги анализирам состојбите, онака аматерски колку што можам и колку што мене ми е чергата интелектуална, сваќам дека единствениот начин на решавање на сите проблеми не е преку одредени структури или личности, туку исклучиво преку институции. Врвната институција во оваа држава на која полага своето постоење, екзистирање и иднина е Уставот на Република Македонија. Тоа е алфа и омега на една држава, на еден народ, на незиното битисување и екзистирање. Доста работи кажавте во вашите излагања, но останавте и недоискажени. Може ли малку да почнеме од Уставот на Република Македонија и Уставот воопшто како правна категорија, што таа во суштина значи? Благодарам на поканата пред се. Значи, прашањава од уставен карактер се доста сложени, но се многу битни, како што кажавте. Особено поради фактот што Уставот представува темелен правен документ, врз кој што се заснува целокупниот политички и правен поредок. Тоа е во суштина базичната дефиниција што е Устав. Основен документ со кој што се врши организација на власта во една заедница, се уредува карактерот на таа заедница, значи уредувањето на таа заедница, како и односот што се воспоставува помеѓу власта и граѓаните во една таа заедница. Значи, тоа е еден збир на норми, базични норми, со највисока правна сила, кои што представуваат платформа, кои што содржат начела, кои што представуваат платформа на сите други гранки на правото, односно сите закони кои што произлегуваат од различните гранки на правото. Пример, уставното право, начелата на уставното право се база и на законите кои што произлегуваат од гранките на јавното право, тука пред се мислам на казненото право,
пред се на административното право, финансовото право и така натаму, и на приватното право, оние гранки од приватното право, како што е пред се платформа на приватното право е граѓанското право, понатаму облигационото право, трговското право и оние граничења кои што се вакво произлегуваат од овие гранки. Значи, сите закони во сите гранки мора да бидат засновани на одредени уставни начала. Значи, не смеат овие закони да бидат во колизија со основните принципи и начала утврдени во овие закони. И затоа, во сите закони, ако сте можеле да приметите, особено во заснованието, во правниот основ горе, врз основа на член тој и тој од Уставот и член тој и тој од Деловникот за работа на Собранието, се носи тој и тој закон. И секој закон кој што нема правен основ е противуставен закон. Значи, а правниот основ го добива токму во Уставот? Токму од Уставот. И тоа е значењето на Уставот. И Уставот ја пропишува генерално и постапката за донесување на закони покрај другото. Покрај другото што има преамбула, делови за основни човекови слободи и права, ги дефинира разните институции во политичкиот систем, влада, председател, уставен суд и така натаму, ја пропишува и постапката за донесување на други закони и акти. Ние имаме устав, донесен 91-а, така. Тој беше новелиран со амандманите во 2001 година, кој што произлегол од рамковниот договор. Уставот таков како што беше донесен тогаш, ја одигра својата улога. Значи, ја одигра својата улога во едно време, невреме, во една време на транзиција и така натаму, кога беше оценет и од Бадинтер дека е добар устав, меѓутоа, секој почеток на нештото си има и свој крај. Значи, употребната вредност на овој устав е доведена веќе во прашање заради новонастанатите околности и во глобалните, во глобалниот environment, на што е светските текови, кои што пак рефлектираат промена на одредени уставни, кои што би требало да рефлектираат промена и рефлектираат промена на одредени текови во економскиот, политичкиот живот и кај нас. Значи, општ факт е дека денеска живееме во една крајна фаза на либерален капитализам. Ја би го нарекол тоа корпоратизам, каде што корпорациите се, како да ви кажам, центар, основна клетка на тој систем. Тие се водени од одреден порив наречен профит. Како такви, тие вршат силно влијание, а бидејќи се мокни, особено во услови на глобализација, вршат силно влијание врз институциите на политичкиот систем. Во последните 25 години тој либерален капитализам, кој што преминува веќе во корпоратизам, толку е засилен, толку е влијанието големо, што врз националните влади, што одредени закони од финансиската, економската сфера, па и сферата на човековите слободи и права беа и се променија. Слична е ситуацијата и кај нас. Значи, еднаш уставот кај нас беше ремонтиран 2001 година со амандманите кои што беа преточени од Охридскиот договор. Понатаму требаше да биде втор пат сега ремонтиран со Пржинскиот договор, но тоа не се случи, затоа сите акти од Пржинскиот договор, јас се надам дека ќе поразговарам и за тоа, ќе оцениме нивната уставност. Малку за уставот како форма. Велите дека уставот во одредено време игра своја улога и се надминува и доаѓа до промена. Малку ми е тука во колизија, па објаснете ни вака. Американскиот устав е, например, еден од примерите за устав кој на колку толку гарантира некоја поголема слобода и демократија. Нивниот устав па имаја тони еден пристап дека уставот не се менува. Амандмани да, ама уставот останува непроменет во нивните основни точки. Право да носиш оружје, право за ова, we the people of United States, нели, она што е на декларацијата. И тоа е непроменливо. Овдека збориме дека доаѓа време уставите да се променува. Кај нас, затоа што
таква е состојбата или ова е некој светски процес каде што се наметнува таа потреба? Ми интересира корпоративно спецификата на... Спецификата кај нас е тоа што, например, проблеми имаме кај началата кои што се однесуваат на основните слободи и права на човекот и граѓанинот и нивната неусогласеност со бројните амандмани кои што произлегува од Охридскиот договор, тоа беше. Прво, тоа се права дека имаат етничка компонента. Пример, барањето за втор службен јазик кој што произлегува од погрешното, да не кажам преширокото толкување на Охридскиот договор. Тие барања нараснуваат се повеќе и повеќе. Понатака, барањето по национална припадност да се бира премиер, се бира председател на држава, председател на Уставен суд и слично, што никако не произлегува од Бадинтеровиот принцип или од духот, како што се милува да се нарече, на Охридскиот договор. Понатаму постои потреба да се дефинира унитарниот особено карактер на државата во ситуација кога имаме притисок кој што полека нараснува, да се изврши регионализација по пат на кантонизација на Република Македонија, што е степен до федерализација. Понатаму, потребно е да се дефинира дека државата е еден сегмент, мултиетничкото општество е друг сегмент. Они ќе имаат точки на спојување негдека. Меѓутоа, не може државата да биде заложник на уцени, поради мултиетничкото општество, карактерот на мултиетничкото општество. И тука треба пеглање на нормите. Понатаму, последно, но битно, имаме остатоци во Уставот на општествена собственост и силни остатоци од државна собственост, а најмалку елементи од либерална пазарна економија. Што е тенденција на владата... Тоа е како материја и антиматерија во иста просторија да ставиш. Точно. Тоа е едноставно неодржливо да имаш ти државна собственост и општествена собственост, а од друга страна пазарно општество ние влеговме. Така, што имаме проблем тука. Тоа е тотално нелогично. Не може едноставно... Тоа е содржано во Уставот. Да, што не може едноставно да постои неусогласеност помеѓу новонастанатите околности економски и стегите под кои што се ставени институциите. Не може да се во таа уставна рамка стегите кои што Уставот им ги става на институциите, неможност да функционираат, особено неможност понекогаш проблеми владата да продолжи со имплементирање на политикиве во економскава сфера. Пример, имаме проблем поради остатоците од општествената собственост и силна директна собственост, а инсуфициенција на либералниот капитализам, проблем, например, со странските, би имале проблем со странските директни инвестиции, понатаму со ТИРЗот, особено воведувањето на слободните финансиски зони, што беше најавувано. И требаше да се случи. Странците збориме за странците да можат да купат земјиште во трајна собственост во Македонија? Под условите кои што се утврдени во законот за ТИРЗот, тоа е технолошко-индустријски развојните зони. Тоа е малце ризична една работа во која државата треба да се заштити. Например, државите каде што имаме кралски семејства, таму може странец да купи земјиште, но бидејќи земјата е представена преку кралското семејство, например Британија, ти можеш да, например странец, араб да дојде, да купи, не знам, 500.000 квадрати во трајна собственост како лично него, но бидејќи таа земја е кралицата, он може да го добие на 500 години. Така. Ме разбирате, ще штити земјата на некој начин. Ти дава, ти можеш и да го обновиш, ако си лојален граѓанин, ако си ја почитуваш законите, уставите и така натаму. Да. Ако не ги почитуваш, ти можеш и да го изгубиш тоа право. Па така е, впрочем и земјава кај нас се издава на определен рок. Так. И под одредени услови. Добро, не е во трајна собственост. Так. Не може... Бидејќи нели фирмите често пати бараат они, да, ама да го купат земјиштето. И тоа е доста и сега со општествената од старите, такво нешто не постоеше можност, бидејќи беше контрадикторен спрема капитализмот. Тоа беше антикапиталистичко општество.
Точно е, меѓутоа, ако сакате подискутираме малку околу Имаме време, слободно. инвестиции, значи странски инвестиции и влезот, односно Ова веќе корпоративно право ти доаѓа од твоја тема. Основањето на тие технолошки индустријски развојни зони е нужност. Многу често од одредени, да речеме, аналитичари, овакво научници од академската средина, економисти, така натаму е критикувано. Меѓутоа е нужност. Нужност е поради низа обштествени економски и политички случувања во нашава земја од 91 до денеска, значи од осамостојувањето до денеска. Знаете дека бевме ние сведоци на една приватизација, која што беше спроведена со Законот за трансформација на предпријатијата со општествен капитал 93 година, познат како Закон за приватизација. Кој што има понуди неколку модели, нели, на техники, тоест на трансформација и на приватизација на општествен капитал, но најкористена беше техниката на менаџерски откуп, односно продажба на предпријатието на лицата кои што го преземат управувањето со предпријатието. Затекнатите директори да можеа во рок не подлог од 7 години да откупат 51% од издадените акции. Имавме ситуација во периодот од 93 година кога беше донесен овој закон за трансформација на предпријатија со општествениот капитал до 1996 година, период на тотална инсуфициентност на пропратни закони и институции кои што ќе подигнат законитото извршување на приватизацијата. Не постоеше берза, прво не постоеше закон за трговски друштва. Првиот закон 96 година е, приватизација 93 почна, дупка од 3 години. Понатаму берзата исто така 95 или 6 година почна да работи, дупка 3 години. Понатаму централен депозитар за хартија од вредност, дематериализација и така натаму, да не говорам. А кога имаме дупка, имаме манипулации, матност. Еве ќе се вратиме. Така се случува и затоа е тоа правно покриено, затоа што не било регулирано во тој момент. И затоа се одложувало регулацијата. Зашто СДС бараше цело време, да, ќе направите вие измени во уставот, дека делата кои што произлегуваат од незаконската приватизација ќе може да се гонат, не застаруваат. Но, ако погледнете во времето кога се вршени тие активности, нема дела. Зашто нема дела? Зашто нема закони. Зашто нема закони? Зашто во периодот некому така му одговарал. Сега, да бидеме честни, има успешни приказки во таа приватизација во нашава земја. Не се сите приватизирани компании вака или погрешно приватизирани. Има и успешни приказки, например Алкалоид е успешна приказка, конечно Силекс е успешна приказка и така натаму. Има Европа е успешна приказка и слично, но огромен број на компании кои што приватизира пропадна. Сега се враќаме на пропаѓањето. Може ли само една опаска моја вака злобна да ја кажам, што ја кажувам долго време. Знаете, дајте ми мене успешна компанија како Алкалоид, како Скопска пивара, верувајте дека јас како неук ќе ја водев перфектно. Ти дај стаклара дигнија, а не да ја уништиш, нели? Затоа што да имав ја пивара, ќе го земав свето, ќе го платев да ми ја води. Така, способен си, изволте менаџерски тим, ќе го ставев во бордот. Значи, многу е лесно ти успешните компании да ги приватизираш. Дали си ти успешен во сито тоа да воздигнеш од неуспешните компании, да направиш нешто, а не све да уништиш. Лесно е да уништиме. Значи се занимававме само со хирургија, сечи и фрлај наместо и проценката. Проценката на општествениот капитал беше направена тука, беше стварно од сегашен аспект тежок криминално. Тоа ќе немаше закони, тоа беше окей. Но беше направена, беше поценета. И агенцијата за приватизација работеше, не само агенцијата за приватизација, владината комисија. Ваши колеги имате на факултет кои учествуваа во тоа и ги ставија подписите. И затоа никогаш законски, многу добро го објаснивте, никогаш законски не може да бидат гонети, нити тоа дело
да биде затоа што не било опфатено со закон. Не постојава закон. Не постоја закон. Така да фала лепо и пријатно. Добро, правен факултет направи неколку модели на приватизација. Добро. Сега, политичка одлука беше да се земе Така е. платената приватизација. Така е. Правен факултет направи други типови модели, Знаеме. ваучерски така Ваучерскиот кој беше го даде одбиен. како предлог, но не го тогашната власт не го привати. Така. Имено, да се навртам сега на Тирзот со оваа ситуација. Добро. Со странските инвестиции. Во тие процеси на приватизација, знаете дека армија на невработени производители, армија на отпуштени работници. 250.000 најмалку. 250.000 најмалку. Кога ќе имате кој што рефлектира до ден денес таа состојба. Значи, Горе-доле. 250.000 Горе-доле отпуштени, се офатени барем милион граѓани. Така е. Сега, бидејќи во тоа време се прави тотална дисторзија на пазарот на труд. Кога имате енормна понуда, а мала побарувачка, скоро никаква, што ви паѓа? Цената на трудот. И денеска што кукаат, мала била платата во тирзовите, мала била платата во странските корпорации и така натаму што доаѓаат, мала ни е платата вам. Во приватниот сектор и слично, па и во јавниот е заради оваа ситуација. Дисторзија на пазарот на труд. Тогаш да имавме нормално, сега ќе имавме И нормален тие кои што- развој на пазарот на труд и цената на трудот. Така е. Така И е. сето тоа нема. низ закон и низ устав ќе беше гарантирано. Така е. Сега не можат да бараат, да викаат, да бара премиерот, да бара владата, поише плата да им дадат. Како може пазарот ја определува цената на трудот. И ја не ги разбирам и тие универзитетски професори денеска гледав. Да. За сиромаштијата збореа. Еден од тие што збореше беше член во таа влада која што 90-тите години го донесе законот, го предложи законот за трансформација на предпријатијата со општен капитал. И тој збори за сиромаштијата во Македонија. Па злосторникот се враќа на местото на злостот. Така е. Сега да се навратиме малце на првото прашање, ако може, на уставот. Значи, она што е битно, изместени се институциите од својата содржина во овој случај. Имено преку тие политички договори, Охридскиот договор е политички договор и Прженскиот договор е политички договор. И се изместуваат институциите, премиер, председател и така натаму и така натаму. Се субституираат тие институции со 4 лидери на најголемите политички партии. И тие ви носат акти. Се овие политички институции ви се како празни школки. Така? Функцијата не значи личност, функцијата е функција. Влегува една личност, излага друга личност, друг пат друга влегува. Функцијата останува. Останува функцијата. Затоа ви кажувам, во одреден момент станува функцијата празна, институцијата, тоест празна школка. 4 политички лидери ви носат политички договори ви прават и ви прават атрофија на постојниот уставен поредок, институционален и нормативен. И тука е проблемот. Тоа не смее да се случи. Значи, денеска не се знае што е собрание, што е влада, што се правосудни органи со овој политички договор. Не се знае. Па не се знае. Ќе ви кажам во која смисла. Собранието е ставено во улога на проформа донесување одлуки кои произлегуваат од Пржинскиот договор, наместо демократски сами да одлучат како институција низ слободен демократски процес кој им е гарантиран. Овде им е наметнато. Наметнато. Зошто е наметнато? Затоа што политичките елити, борејќи се да зграбат што повеќе гласови, влегуваат во одредени сукоби, политички сукоби, клинчови и не можат да излезат од тој клинч и прават криза. Ги викаат странците, СДС тоа го прави по втор пат. Првиот пат дали беше 24 декември. Така. Не носиме устав, не може да се донесе устав. Како не може да се донесе устав? Надвор. Така беше. Так. После плачење, амбасади, така се седна, се донесе тоалетната хартија. Така. Така. Втор пат, еве што се случува сега. Бомби пушти. Бомби пушти, повторно клинч влезе. Зашто бомби? За да се создаде техничка влада. Кога имаме легитимно избрана нормална влада. Повторно влезе у клинч, ајде странци, ајде па проблеми сега. Ајде Пржински договори. Суспендирање на устав, суспендирање на волја на граѓани и слично. И вака го продолжи, ако не седнат стручњаци, еден поширок експертски тим
од бардовите на уставното право. Ја не сум бард на уставното право. Меѓутоа, јас како млад професор, ја согледувам работава. Да седнат, прво треба да постои општ консензус и политичка волја, значи, да се седне и да се дискутира на оваа тема. Да се направи еден концепт и веќе овие работи Зошто да престанат. политичка волја? Па политичка волја затоа што уставот како документ е највисок правен и политички документ. Значи, се носи низ преговори, разговори на сите засегнати страни. Особено во ситуација, се извинам, кога имаме мултиетничко општество кај нас, кај што имате повеќе етникуми кои што секој ќе сака одредени права и слично, никогаш не можеш да ја задоволиш на секого. Ај се да се вратиме на моето прашање на кое не ми одговоривте. Велите дека уставот веќе му истекува рокот и потребно му се промени. Да. Промена на уставот секогаш коса ни се крева на глава, затоа што никогаш не е подобро. Да не зборам дека македонскиот народ веќе не е уставотворниот, единствениот уставотворен на сопствената држава, како што се сите други во сите други околни држави, нас не изманипулира Македонската православна црква и тргнат и слично. Ме интересира, дали е општи тренд да уставите заради новото време се менуваат или уставите се треба да останат како неменлива категорија. Ја не знам, затоа што знам дека американскиот устав е непроменлив. И го повторувам тоа. Еве ќе ви кажам. Еве ме интересира, кажете ми, дали е тоа потреба и дали треба да се менува уставот? Што мислите вие? Има ваква ситуација, кога нешто криво ќе се насади, тоа криво и ќе расте. Многу сте право. Така? Немам замерка. И ако овој устав имаше фабричка мана, која што е изјава на еден од текстописците на тој устав, така. Тоа е вистина. И дека има фабричка мана. И затоа, нешто што е криво насадено, треба да се изсече, да се постави нешто што ќе расте право. Колку треба радикално тоа да биде сечено? Па, радикално. Значи, прво, треба да постои политичка волја, општ консензус, дека ќе правиме нов устав. Понатаму треба да се направат контурите на тој устав. И за сите клучни прашања, особено преамбулата, основните човекови слободи и права, изборниот модел и, да речеме, други прашања кои што ќе ги начнам сега, да одат на референдум. На изјаснување од страна на народот. Зашто да не? Пример. Во преамбулата да се дефинира и да се изјасни народот дали сака така. Да се дефинира Република Македонија како македонска држава на рамноправни и еднакви граѓани. Граѓански концепт. Така. И како мултиетничко општество на сите етнички заедници што живеат во Република Македонија. И на тој начин се разграничува мултиетничкиот карактер на општеството и државата. Ме разбирате? Значи, меѓутоа треба да иде на референдум. Понатаму, во преамбулата е јасно да се дефинира унитарниот карактер на државата. Унитарен карактер. Тоа е многу битно, за да се спречи. Значи, и сите институции утре заутре, ако некој дека сите писне фактори и така натаму, значи да се согласиме дека Република Македонија во овие граници да остане еднаш за секогаш надвор од сите апетити за цепење, федерализација, делење и така натаму. Инаку секогаш ќе имаме кризи. Секогаш ќе имаме кризи. Имаме кризи. Тоа е точно. Понатаму значи, вака, зборите дека кризата можеме ние не со работа на терен, со притискање, со странци, со уцени, со се. Ние, ова ако го решиме со праведен систем, ако они уведат сите елементи, фактори, етникуми и така натаму, дека се носи европски, светски устав, кој прилагоден на нашава, да речеме, состојба кај нас, која нема да ги загрозува нивните права, напротив ќе можат да се развива. Ние ќе имаме просперитет и не ќе може криза да центрипетални сили, не центрифугални на развојување на етникумите, центрипетални сили да има. Така да бидат нормите креирани. А може да ги креират. Имаме ние паметни професори кај нас, постари, пензионирани. И активни. Понатаму да се, например, јасно разграничи судската од извршната власт. Значи да нема влијание извршната власт баш никако. Еве се направи напор да се тргне министерот за правда од судскиот совет. Се тргна. Не постои суд. Работа е да се даде точно
фиксно утврден процент од буџетот за судството. Значи, точно да се знае, нема фиксно утврден во уставот ќе биде процент 1, 1,5 зависи 0,5, нема се математика, имам проблем, да се утврди фиксно колкав процент од уставот следува за судската власт. И крај. Бетон. И тоа да не зависи од ниедна власт. Од ниедна власт. Кој дојде, устав треба да менјаш за таа работа иначе. Мораш да дадеш, уставот ти пишува. Затоа треба да се бетонира во уставот оваа прашање. И на тој начин ќе се точно разграничи извршната од уставната власт. Ќе стане независна судската власт. Ако сега сакаме. една власт може да крати на судската власт може... или да ја даде повеќе? Па и они имаат во буџетите кои што ги носат државниот буџет определена, да речеме, меѓутоа тоа е променлива ставка од година за година. Значи променливоста на таа ставка од година во година не е погодна за правниот поредок во Република Македонија. Не е погодна, затоа што денеска ти се свиѓам, ќе ти дадам повеќе, ќе направам буџет, ребаланс на буџет, па ќе ти пуштам со ребалансот. Не ме слушаш, ќе ти дадам помалку, нема у ребалансот не ти влегуваат барањата. Така може да се зафркава со судската власт, пример. А тоа претпоставувам дека на меѓународниот фактор едноставно им е неподносливо, едноставно они бараат институциите да функционираат, претпоставувам. Меѓународниот фактор тоа го бара од нас. Уопште не интересира на меѓународниот фактор за прашање. Ова е за нас. Ова е за нас. Ова е за нас. Уставот е за нас. И утре не може никој да ти бара ништо друго бидејќи ти е регулирано во уставот и крај. Значи, затоа што за промена ние ова све што го имаме проблем што ни се јавува ние затоа што регулацијата не ни е многу регулација, основниот документ. Значи, многу лесно го сваќаат овој документ луѓето. Знаеш, нема кривични одредби внатре да се ако го прекршиш уставот па кривично да бидеш гонет, а треба да бидеш гонет нормално. Значи, а навистина стварно добро рековте. Се колнат во уставот, дават заклетва пред устав и слично, а имаме ситуации да де факто не се почитуваат уставните норми кои што ги предвидуваат институциите и начинот на функционирање на парламентарната демократија кај нас. А немаме казнена политика за непочитување на устав? Па никој не ја практицирал до сега. Никој не ја практицирал. Неверојатно. Па еве пример прво ја ќе ви кажам прво прекршување на устав. Па нели е тоа врвот на законот, сенат се. Нели? Ако е тоа врвот на законот, не, добро, окей. Сулудо е ова што го изговара, просто не ви се верува. Пример, имате процедура за доделување на мандат на политичка партија која што добила избори, така? Добро. Бившиот председател покојен Киро Глигоров не го дава во определен уставен рок. Ама рокот му е 20 дена му беше, ако не се лаже. И никому дава 25 ден и никому ништо. И никому ништо. Не може тоа така. И од тогаш, значи, праксата, ајде, сега. Чим имаме преседан, а во правото, кога имаш преседан, секој може да се повикува после на преседанот. Па не за преседан, него се воспоставил, преседан или лоша пракса. Уставот, вистина го направиме документ, не му даваме такво значење како што заслужува тој. А се наоѓа на пирамидата на правниот поредок. На пирамидата на документите кои што го сочинуваат тој правен поредок. Имаме ли уште вакви примери? Понатаму, уставното судство да се регулира како самостојна и независна власт. Денеска уставното судство не е уредено како самостојна и независна власт. Како да се регулира? Во рамките на судската власт е. Добро. Него како самостојна власт да се испрли. Надвор од институцијата на судската власт. Надвор од судската власт. Како посебна власт. Што значи тоа? Тоа значи дека судиите на Уставниот суд да ги бира народот на општи демократски избори. Вау! Како што треба. Како што е во развиените високите демократии. Така е, точно. Искача и имаме 10, 12, 15 суди. Бојрум, исполните услови, еве ви конкурс, еве ви шанса да ве бира народ. Па така нека биде бирана конечно и јавниот обвинител на Република Македонија. Па да видиме. И јавниот обвинител да го бира народот. Да. Зрело ли е ова време меѓу политичките елити? Како вам ви мириса? Не е зрело, дефинитивно не е зрело, но како идеја, како никулец од кој што може така да се отвора дебати, да се расправа, разговари и така натаму, вреди да се. Еве ме интересира. Дали сметате дека во тој момент
може да биде дигнитетот на професијата загрозен кај одредени уставни суди или оној што би се кандидирал за јавен обвинител, во смисла да се додвори, да се популаризира, популизам да продава и слични работи. Колку сметате дека тука може да биде ризикот? Какви се искуствата и праксите од развиените демократии за вакво нешто? Точно. Независно од тој што ќе го влече легитимитетот од граѓаните директно на избори бидејќи ќе биде избран, сепак ќе се постави во законот кој што го уредува јавното обвинителство, пример или законот за уставниот суд и така натаму за работата, ќе се постават лимитите во кои што тој може да се движи, лимитите на неговите права и привилегии, но од друга страна обврски и должности. Не може тој да прави што сака и да се додвори слично. Тој ќе има законска норма во која што мора неговата работа да се движи, а ќе биде избран. Работава е изборот да биде од граѓаните за да се обезбеди независност. Тоа е пини. Океј, ај вака објасните ми. Иако е време за пауза, ама ме заинтересира сега уште повеќе оваа материја. Уставот е врвот на пирамидата, од која произлегуваат сите наши закони. Така? Да. Уставот е право. Што е обврска? Обврска е нели да го почитуваме уставот. Значи, виз верза. Така. Кои се правата и обврските од пирамидата надоле и обратно, правата и обврските од доле кон горе. Колку тој сооднос, верувам дека ова многу посложена материја, која вие професорите направо многу подобро ја знаете, можеби не е за ваква поп емисија, но дали би можеле, дали би сакале да проговорите за ова, да разбереме колку што произлегуваат од правата и обврските од и кон уставот? Значи, уставот треба да се почитува, тоа е број 1. Правило број 1. Особено носителите на политичките функции, оние што ги представуваат институциите во дадено време. Тие дале заклетва. Заклетва дека ќе го почитуваат уставот и законите. Уставот и законите. Добро. Бидејќи ако не се почитува устав и закон, ако не се, имате институции кои што ќе покренат механизам на кривично гонење, конечно. Така. Треба да го погледнеме и кривично гонење. Да, кривично гонење. Така треба, кривично гонење. Нема. Како е во другите земји ако не го почитуваш уставот? Ништо. Како реагираат институциите спрема оние институции или поединци или партии или групи кои не го почитуваат уставот на дадена земја? Најмалку таму, бидејќи имаат развиена политичка култура. Добро. И ова прашање е дегутантно, апсурдно дали се најмалку што прават е си сносат политичка одговорност, значи заменување од функцијата. А народот има висока свест дека оној што нема да го почитува уставот, го ништи со нула. Така е, готово. Значи се работи за висока свест не само на институции, туку и на народ. Зборите дека, значи, заклучокот мој, сега не сакам да ви ставам зборови во уста, но како јас го разбирам. Демократијата не е пракса која ја спроведуваат само институции, мора и ние активно. Затоа вие велите, ние да избираме референдум, ние немаме референдум. Ние немаме референдум. Во мултиетнички општества референдумот е како да ви кажам, sine qua non за едно нормално живење. Па Швајцарија, да речем, има 4-5 таму етникуми кои што се разликуваат по јазик, да речеме. Едни зборат италијански, француски, другиве германски и така натаму. И они за одредени прашања се куваат референдум се прават. Многу тоа е како да ви кажам, референдумот представува највисок и облик на непосредна демократија. Највисок облик на непосредна демократија биде референдум. Уставот ни го гарантира ли правото на референдум? Да. Зошто не се почитува тоа уставно право кај нас? Кои прашања? Дали има ли фалца во уставот каде што таа материја малце се растегнува како мастика за жвакање, зошто одредени прашања не се поставуваат на референдум? Имаше една голема иницијатива за собирање на потписи за одредено прашање
нека ми мине сега да зборам, наставно и така натаму. Респект. 200 или 300 илјади подписи беа собрани за да собранието реши да тоа прашање го стави на референдум. Се однесува тие 300.000 подписи со колици, као беа проверувани, Министерство за правда нешто гледаше она, Манипулација. и никому ништо издиша за еден месец иницијативата. Кажам, тоа беше во 90-тите години. Да, паметно. И од тогаш, референдум. Ние референдум треба да имаме за улици, треба да имаме за базични. Да. Сакате брана, не ќе ме брана, и на тој начин оној гнев на народот, односно гнев, еден отпор на народот кон одредени проекти ќе издишува. Нема да има проблем, нема да има конфликт, нема да се чувствува како наметнато. Значи се одлучила заедницата, помала заедница за одредено народот прашање. ќе чувствува дека он донел одлука за такво нешто. Они владеат. Драг мој, така, ние владееме, Така а ти спроведи ја нашата Така волја. Значи, не е доволно само на изборите која ќе заокружиме за одредена програма, туку и одредени, ако одредена програма ние ја изгласаме, во таа одредена програма стои, не знам, метро. Доаѓа таа партија на власт и сега доаѓа, еве, ние ви ветивме метро, нас не овакво, ние сме обврзани. Не. Имаме обврска, сите ние, ај да видиме, можеби, не сме ви изгласале само заради метрото. Што сте ви вивело програма. Дај да видиме што народот кој ќе го користи метрото овдека мисли за тоа на референдум. Народот дава поддршка и се. Се сеќам, ние референдум имавме дури во 70-тите години за трофи и троли. Се сеќам, дури кампања имаше за трамвај нешто беше. За трамвај и тролејбус. Тролејбус, да. Така. Народот, граѓаните на Република Македонија, на Скопје, на граѓаните на Скопје одлучија не. Да. И не. Мене искрено ми е срам ова да го кажам, дека ние имавме референдум и чувство на демократија и извршна во тоа време. Во тоа време. Диктатура, нели? Види сега, комунизам, како ви. Таму имаше друга грешка затоа што таму знаевме дека мора да се земе нешто дел од платите, па затоа генерално беше не. Така придонеси имаше придонеси да се беше кинеше 2%, така. Ама тоа е еклатантен пример на тоа е она што народот мора да свати. Не е само протестот на улица, излегување и така натаму. Активно, најактивно практицирање на демократијата е референдумот. Референдумски прашања. Па дури за овие прашања за уставот, речеме да се дефинираат контурите на уставот, а после нека си го носи собрание како надлежно за носење на устав, измена на устав, но овие прашања да идат на референдум. Да речете, извине, пратениците не ни наметна или некоја таму експертска група не натурила директно, не слушајќи ве вас народот, ви натурила директно вакви решенија. Не, туку кидат овие работи на референдум. И на тој начин ќе се релаксираат многу тензии во ова мултиетничко општество и во оваа држава во која што живееме. Ова е така малце футуристички, можеби, да не кажам, тешко остварливо, меѓутоа единствениот лек на долг рок за излез од проблемите во кои што оваа држава 25 години каска на одредени фази, 5-10 години, па ајде падне у криза, 5-10 години падне у криза, 5-10 години падне у криза, кои што само ни ги прави институциите нефункционални и нас како граѓани не мачи, може и тоа да се направи преку овој начин. Тоа е лекот според мене. Може би ја грешам, не знам, али да се отвори дебата. Значи не е проблемот ни у Бранко, ни у Љупчо, ни у Никола, ни у Зоран, туку е проблемот. Они можат и нивно е легитимно да ги генерираат проблемите затоа што имаме преседани и не имаме, нам ни треба правна редефинирање, правно редефинирање на институциите и решавање на проблемите исклучиво преку институциите. Тешко ќе оди, тешко ќе оди ако воопшто тргне. Тешко ќе оди, меѓутоа може да се направи некој обид колку ете. Така да се тргне од негдека. Да се тргне од негдека, тешко ќе оди заради, како да кажам, многу позиции ќе бидат размрдани. Многу просветлувачки делува овој разговор, ако оној што го разбере и продлабочено ве слуша и ве анализира. Но, ќе направиме сега кратка пауза и ќе продолжиме со едно. Зошто институциите не можеа да реагираат пред година дена и зошто проценката дека ако институциите реагираа по закон, ние денеска ќе немавме држава.
И од таков аспект тргнувајќи, институциите беа заобиколени под притисок на меѓународната и што во такви ситуации не интересира ваша анализа на она што беше. Тоа е кога се беше обидот за пуч, кога произлегува, а после и бомбите што произлезе правно-институционално од тоа. Одиме со првиот блок реклами, почитувани гледачи. Веднаш потоа го продолжуваме разговорот. Се уште сме во студио со професорот Александар Климовски, професор на Правниот факултет. Разговаравме доста околу Уставот и потребата за промена на Уставот за надминување на сите идни кризи кои ќе ни се случат. Заклучокот е дека овие кризи ние можеме да ги надминеме, но ќе ни се повторат во некаков поинаков облик. Додека ова не го регулираме за институциите да може да функционира. Точно. Треба нов устав кој што ќе ги стави во рамка аномалиите кои што ги видовме во текот на овие 25 години. Или ќе ги неутрализира тие аномалии за да во иднина, бидејќи историјата ќе се понови. Ајде беше пред, ви реков, 2001 година рамковен овакво конфликт. Предходно исто уцени со прислушкување. Денеска овој период повторно прислушкувани материјали од башки структури и така натаму. Поради тие уцени, дезавуирање на уставните норми, законските норми и колапс на цел правен систем. Едноставно, живееме во време кога политиката комплетно ги има поклопено правото. И тоа не смее да се случи повеќе. Еднаш се случи, втор пат се случи, веќе трет пат ги слабе и институциите ги прави нефункционални и слабе државата и економијата. Еве гледате што се случува. Видовме во времето кога беа лиферувани тие овие незаконско аудио материјали снимени, незаконските аудио материјали снимени, падна економијата 1-2% во тие месеци, 3% така натаму. Престана лиферувањето на бомби, почна со рапиден раст 5, 7, 10% од месец за месец иде нагоре економијата. Значи, правната сигурност и правната стабилност, функционирањето на институциите и така натаму обезбедуваат погодна почва за развој на економијата. Што е нужност за нашите граѓани? Што ги интересира нашите граѓани кои како прават муабет? Него го интересира дали ќе има пензија на време, дали ќе има плата на време, дали ќе му има покачена плата, дали ќе има социјален проект ваков, дали студентите ќе добијат школарина, односно партиципација ќе им се даде, дали ќе имаат ни за бенефити, купи куќа, купи стан за млади, односно куќа за млади и така. Тоа се проекти кои што се од, како да ви кажам, кои што го чинат супстратот на една политика современа, супстратот на едно политичко делување. Тоа е сршта, тоа е суштината на политиката, да служи на граѓаните. Со бомбите што служеше? Тоа беше. Па требаше да ни покаже дека уствари цело време нас не лажат, дека све ова што ни се случува, нови автобуси, нови автопатишта, нови болници, нови фабрики, дека сето тоа е лага и дело на криминал. Така, да, дело на криминал. Значи, лани ова време го имавме пуч. Институциите не го зема тој проблем во своите раце, ние денеска имаме ова што го имаме. Нас не убедија четворицата поглавици, заедно со помош и притисок на меѓународниот фактор, дека нашите институции не се способни и кадарни да го решаваат овој проблем, ниту дека има политичка волја и доверба во институциите и се создава едно ново It's a life, чудовиште, да речем, како да го создал доктор Франкенштейн, имаме специјално јавно обвинителство кое над сите, кое требаше и се обиде да се постави над
сите закони во име на правдата и вистината. Оние што се политички определени, искрено се веруваат дека ќе им ја завршат агендата, не знам, апсења, да им се заврши тоа како што им беше најавено. Така е, така. Но да, имаме овдека доста, сега да не го раскажам целото. Значи, точно темата за специјалниот обвинител, прво во прашање уставноправниот легалитет на оваа институција. Мене лично и пошироката јавност претпоставувам ја интересира како може правник, како што е еден јавен обвинител, како што е госпоđа Јанева со нејзиниот тим, да не воопшто ја споменува абецедата што треба да знае секој правник, дека секој општ акт кој што е донесен од било кој орган во оваа држава, вклучително и собранието, кој што го донесе овој закон, треба да биде да тргнува, мора да тргнува од некој уставен правен основ, член, за да тој истиот акт биде заснован на тој единствен уставно правен поредок. Еве да ја прашаме неа. Кажете, госпоđо Јанева, во кој член од уставот ви се заснова вашиот закон, тоа е законот за јавното обвинителство за гонење на кривични дела, поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконско следење на комуникациите. Така се вика законот. На следната конференција која што ќе одржи, добро би било вие новинарите да ја прашате врз база на кој член од уставот и се заснува законот по кој што таа е овакво таму шеф во тоа јавно обвинителство и да ја прашат да видите, да ја прашате како поминала, со какви оценки поминала на правниот факултет, особено на матичните предмети, односно на предметите кои што ја обработуваат оваа материја, тоа е кривичното материјално право и кривичното процесно право. Значи, ги замолувам ја еве новинарите да на следната пресконференција таа со нејзиниот тим кој излезе да бидат поставени овие две прашања. Тоа е едно. Сега, околу овој закон, значи овој закон е наметната тема, убаво рековте, во пледојето на оваа тема, во нашиот општествен политички и правен систем. Таа беше предизвикана, значи таа криза беше предизвикана од типичен упад на одметната група во петата управа на чело со Верушевски, кој што неовластено надвор од законот, на своја рака, со години прислушкувале многу граѓани, особено во фокус им биле носителите на јавните функции. И сега потоа следуваше нели она уцена од опозицијата преку тие незаконски стекнати аудиоматеријали да се направи преодна влада, тоа беше целта, и да преку таа преодна влада се без избори, без да се праша народ, со нарушен овакво гласот на народот да се поништи и да се влезе во власта. Тоа и се случи. Значи, по низата неуспешни обеди, нели, со протести пред, како се вика, влада, и така натаму. Шатори, преговори, Пржински договор. Дојде Пржински договор, ги направи овие пара институции, оваа пара институција наречена специјално јавно обвинителство. Искрено да ви кажам, независно што ако сакаат новинарите, медиумите да се прашуваат госпоđа Јанева што и како е, искрено да ви кажам, не ми се верува дека во овој момент ќе потегне нога Уставниот суд да го поништи овој закон. Не ми се верува. Моја лична проценка. Ако има иницијатива? Има иницијатива поднесена. Значи постои иницијатива која што е за оценување уставноста на законот за специјалното јавно обвинителство, кој што ја има поднесено Тодор Петров. Таму постои таа иницијатива, но не верувам дека ќе биде разгледана. Дали ако уставните суди не разгледуваат и не заседаваат по поднесена пријава, дали имаат они санкции? Дали нив законот ги обврзува да секоја иницијатива доставена до Уставниот суд биде разгледана и ако е отфрлена да биде образложена или било какво? Предпоставам че они има таму некоја агенда, некој распоред по кој што ги закажуваат точките, седниците ги уредуваат таа агенда за секоја седница точките на дневен ред, но лично ви кажувам дека нема не ми се верува дека ќе заседава и дека ќе оцени уставноста, но затоа сме ние тука да оцениме уставноста. Може ли? Имаше едно време... Член по член ќе би одам. Вие сте правник. Да. Еве, да тргнеме на страна. Соросоидните
овие портали, медиуми и слично, често пати не труеа во 90-тите и околу 2000-та за време на конфликтот, па и после тоа, не труеа дека судски одлуки не се коментираа. Не коментираме. Нема судска одлука, не коментираме. Јас се извинувам, не можам да се согласам со вас. Прво, значи, ја ќе ви прикажам на YouTube протести пред Уставниот суд на Соединетите Американски држави за донесена одлука, не да се дебатира, туку се протестира во развиените демократи, во сите демократи, секоја судска одлука, дали на CNN, дали тоа било за некој селебрити, дали тоа било некој системски закон, то се дебати за одлука пред да се донесе одлуката и откако ќе се донесе, сите расправаат. Зошто кај нас се прави да се создаде страв и да се наметне едно правило дека за судски одлуки не се расправа, дека за како тоа не може да се расправа? Не, судските одлуки на првостепените судови се и на второстепените судови, па и на Врховниот суд се објавуваат. Те се јавни, значи тие може да се објават, да се коментираат и така натаму. Но постоеше едно време така пракса да одлуките на Уставниот суд, значи на Уставниот суд, не се коментираат. Таква пракса постоеше, но таа пракса е вакво... Никаде во светот ова го нема. Да, не се коментираат пресуди на Уставен суд. Воопшто на суд? Не, на суд се коментира. Тие се јавно објавени, може да се коментираат, може во весници да се... Ама има реакција на одредена судска одлука секојаш може, па дури и да на Уставен суд. Океј, таа се применува. Нели? Ама ја имам право во демократијата да не се согласам, јавно да кажам дека тоа не е добро и така натаму. Имам ли ја правно основа во демократијата да се спротивам? Тоа не значи дека нема да ја спроведам. Ја ќе го почитувам законот. Ама јавно можам како дебата да кажам не се согласувам. Сметам дека не е добро за општеството што Уставниот суд донесе таква и таква одлука. Кај нас се создаде еден страв, наметна, не коментирајте. Кога беа нивни луѓе, кога беа во нивна корист, тогаш не убедува. Значи, јас знам сега на пример утре да се сруши, да се поништи вакво законот за специјални јавни, се први ќе протестираат. И први ќе говорат. Тоа е хипокризија. Тоа е оно што го правите хипокризија и тоа е прочитана веќе работа од нивна страна. Но одлука ако ја донесе Уставниот суд. А Уставниот суд, не дај Боже, ако заседава, нема избор, он ќе мора да го поништи специјалното. Зошто? Еве ќе ви кажам зошто. Прво, Уставниот основ не постои на специјалното јавно обвинителство. Тоа е закон за јавно обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината, пазите, на незаконското следење на комуникации. Мислам, во самиот наслов имате абсурд. Да закон уредува гонење за незаконско следење незаконски материјали од содржината на незаконско следење на комуникациите. Значи, мислам, ти абсурд. Тргнуваш закон, ставаш закон за нешто што не постои. Од незаконска материја. Што правото не го препознава. Правото не го препознава незаконското. Како нешто што треба да му биде да донесе одлука законска. Ако вас ве прислушкуваат со налог, нели, заради сомневање за вршење кривично дело и така натаму, со налог. Тоа е законско. Тоа е законско. А овака, кому иде? Милион разговори. Со монтировки. Не постои. Тоа не постои. Значи, не постои. Правото тоа не го препознава. И они се чудеа како сега доказиве кривичен суд, судијата на претходна постапка, односно доказиве, снимените аудио незаконски материјали, ги тргнала, ги издвоила од списите и не ги третира воопшто како докази. Или ги имаше една галама летоска околу тоа. После се жалеа, Советот на кривичниот суд ја одби жалбата како неоснована. Крајна приказка, се жалеше јавно обвинителство тогаш. Ја тераше работа. И овие како се вика оние тера уставно, законски. Тоа е правилно. Правилно, значи судот тогаш кривичен донесе права одлука, вистинска одлука. Правно заснована одлука.
Значи ги издвои и ги прогласи како не може да се употребат како докази во ниту една постапка. Може како индиции да бидат и така натаму, кое што ги користи сега специјалното јавно обвинителство. Сега, рековме Уставен суд, водството на Уставен суд, ние малце ќе прокоментираме околу уставност, ако може. Како не, ве молам. Значи, јавното обвинителство е предмет на уставно уредување и рамките и устройството на физиономијата се поставени со Уставот во членовите 106 и 107. Законот за специјалното јавно обвинителство, да не ја читам целата сега како се вика целиот назив точен, е противуставен по повеќе основи. Прво, е неуставен по основа на принципот на организација. Зашто? Зашто видите, во член 106 од Уставот, со првиот став, е дефинирана уникатноста на јавното обвинителство, значи на јавното обвинителство како институција, не на специјалното, туку на јавното обвинителство, вели дека јавното обвинителство е единствен и самостоен државен орган кој ги гори сторителите на кривични дела. Значи од овие два принципа, единственост и самостојност, произлегува дека и по организација како орган и по функција нема друг, не постои, Уставот вели, не постои друг орган во оваа држава што гони криминал и што тоа го прави овакво ја застапува државата пред судските органи. А ја нема ова го знае, затоа викате да го поставиме ова прашање, она ќе треба да ми го истумачи овој член. Да го истумачи. Или го негира овој член. Може да го истумачи. Немојте, тоа е тумаче тоа, немојте. Понатаму, со цел респект спрема нејзе. Јас се извинувам, малце иронизираме, но пародична е низината ситуација. Пародична е, навистина е пародична. Значи, јавното обвинителство според тоа е исклучив субјект во правниот поредок, повикан и должен во името на државата и општеството и во нивен интерес да дава иницијатива и да покренува процес на кривично гонење. Значи, само јавното обвинителство на Република Македонија. Понатаму, се карактеризира со организационо единство, јавното обвинителство, и вертикална поврзаност на сите единици во јавното обвинителство, како единствен орган. Вертикална поврзаност на сите единици. Значи, имате основно јавно обвинителство, имате висше јавно обвинителство, имате јавно обвинител на Република Македонија. Тие се поврзани во единствен орган. Ова специјално штрчи надвор. Законот, Уставот ова ви го предвидел како изгледа. Понатака. Функцијата не уставена по принципот на функционирање. Зошто? Значи, што вели Уставот? Функцијата на јавен обвинител ја вршат јавен обвинител на Република Македонија и јавните обвинители. Точка. Толку. Како е ова тогаш законски покриено со специјалното јавно обвинителство? Тоа ви кажам, но со само до тоа што претходно е утврдено во став 1, мора да се следи хиерархиската поставеност и структурата на јавното обвинителство и не може да биде надвор од структурата на јавното обвинителство во специјално јавно обвинителство. Не разбирам. Не може, значи постои структура на јавното обвинителство. Вишо и републички јавен обвинител. Добро. Тоа е структурата. И нема друго, нема Ова мора да биде внатре негде како посебно оделение според закон, според Уставот. Дали е? Не, посебно издвоено е со посебен закон, кој што е противуставен. Поради овие принципи кои што во Уставот се утврдени. Принципот посновна организација, член 106, и понатамошните ставови од член 106, принципот по противуставност по принцип на функционирање. Понатаму, уште еден многу битен момент е ова. За организацијата на јавното обвинителство, карактеристично е тоа што постои, што повисокиот јавен обвинител може да го преземе вршењето одделни работи за кој е надлежен понискиот јавен обвинител, тоа е правото на авокација, како што може да го овласти понискиот јавен обвинител да постапи во одделен предмет или да врши определени действија од надлежност на друг понизок јавен обвинител, тоа е принципот на делегација. Значи, според тоа за организацијата на јавното обвинителство карактеристични се двата принципа: централизам и хиерархија и субординираност. Значи, централизам имате, добро, хиерархија во тој центар, значи единствен, затоа е центар, хиерархија имате во тоа организационно единство и субординација, правото на авокација и правото на делегација на предмети. И толку. И се пазете, Јанева бара да одредени предмети сега што ги има јавното обвинителство на Република Македонија, како што се овој подкуп, како што е кривичните дела на Верушевски и на малиот Верушевски, не знам зашто беа, пошто немаат врска со незаконски следни комуникации, нема врска, други кривични дела, да ги преземе. Кај уште
Противуставна, кај уште излаги од рамките на овој противуставен закон. Мислам, абсурд, невидена, како да ја кажам, тук срам да ви изеде кога слушате некои такви работи. Тук сам да ти изеде што постои ваква институција. Го разговарате ли вие во вашата фела ова, чисто, не зборам од партиски или политички аспект, од правен аспект, издржливоста на се во ова. Еве, значи, не само ваше лично мене не ми е јасно, Дали вашите колеги еве ќе ви кажам, врвните познавачи на правото во Македонија го споделуваат ова што го говори? Еве ќе ви кажам сега. Значи, ние гледаме по медиуми експерти за ова, експерти за она, доаѓаат адвокати, особено адвокати, нели, кои што навлегуваат директно во расправа околу докази, околу процедури, околу ова, а не гледаат да ја надминат да се beyond the situation да бидат, да се надвисат над ситуацијата, да видат дека у суштина уставот е прекршен и не важи ова ништо. Че ни коментираат олако, да ги прашаат за устав, ма каков устав нема везе тоа? Имало во Романија, па да, има во Романија, Макове кога била така, имал во Италија, која гонела италијанската мафија некои специјални обвинители, но за таквите акти на тие обвинители постоел уставен основ, кај нас нема уставен основ за специјално јавно обвинителство. Ја не сум против специјално јавно обвинителство, нека има, но требаше да се промени уставот претходно, а не вака се собрале, донеле договор пржински, ајде у собрание, закон, штрчи сега. Што значи ова? Еве сега кога ќе падне политичката поддршка после изборите, бидејќи известно е како ќе бидат политички овие избори. Што е можно тогаш државата и институциите да направат? Дали уставот кога е повреден и поминува известно време, правото дали предвидува ретроактивно да се наврати, да се ги залечи раните, да ги затвори дупките, неправилностите да ги исправи. Што ќе биде утре? Еве, ја предпоставувам дека постојат 2-3 правни не, 2-3 причини за секој од нив месечно онака да го работат ова што го работат, но на подолг рок. Вака, значи сценарио, пример, како би се одвивало. Избори се, завршуваат изборите, како се завршуваат, согласно еве расположението на граѓаните. Граѓаните даваат мандат на одредена политичка партија, како што стојат работите и анкетите, известно е на кого. И прашањето е што после со ова специјално јавно обвинителство, така, бидејќи луѓето кои што би го добиле мандат ќе бидат тие луѓе кои што она ги гони, пошто овие другиве не ги гони. Еве Заев не го гони. Нема за Заев, само за други. Се удира на избори. Значи, се иде моментално се иде на управен суд, на ударот е на суден управен суд и на дела поврзани со изборите во овој период. Додека него ја изгубам мисла дека се навратиме на тоа прашање. Сценариото е прво, например, да Уставен суд се произнесе, тогаш може понатака. Тоа е едното сценарио. Второто е, например, да он има 1,5 година можност за покренување на како се вика, обвинителен акт за одредена работа. Колку е рокот на траење на специјалното? Не, рокот на траење мандатот е 5 години, мислам дека. Не, 4 години. Во рокот 4 години. 4 години и мандатот со право на уште еден мандат. 4 години. Значи никој не може, како да ви кажам, тешко ќе ја оди гонењето ако повторно народот го даде легитимитетот на овие луѓе кои што се моментално под прогон. Многу тешко ќе оди гонењето на легитимитетот. Значи народот слушна, народот виде и рече окей, не ни интересира тоа, еве и пап мандат. Ама ја ќе ги гонам, а зашто ќе ги гониш? Го добиле мандатот повторно. Крај на приказката е со тебе. Заминуваш историја. Специјалното јавно обвинителство најави дека има 3 случаи. Значи ќе отворат постапки, ќе се отворат постапки за 3 случаи. Првиот е овој Титаник што го нарекоа и бараа апсење на 8 души. Нивната одлука кривичниот суд ја отфрли и сега напади се врз кривичниот суд зошто донел таква одлука. Од мој сознание е дека
Кривичниот суд обично на јавното обвинителство му ги извршува тие задачи, например, кога ќе побара притвор, генерално го извршува тоа. Но мора да поднесе сериозни докази кои се базирани во законот, што треба да содржи за да се издаде налог за притвор. Значи, бевме сведоци на една квази, би рекол, спектакуларна конференција на специјалното јавно обвинителство, прва, ели? Таа конференција за јавноста беше типично во деклараторно одредена форма, без поенти, без докази и, како да ви кажам, наликуваше повеќе на еден есеј, без јасен, прецизен и конкретен, нели, перформанс, што би бил иманентен за еден јавен обвинител. И помошниците нејзини две, што беа. Немаше без докази, како да ви кажам, во деклараторна форма, без поента и докази, беше таа, да речеме, конференција одржана. И беше осознаено дека е покрената вакво истрага за 5 суди од Управниот суд меѓу другото. Што е поентата? Што токму првото дело е насочено да се врши истрага на суди на Управниот суд. Болката е следна. Поништени им се решенијата со кои што беа сменети во полиција од страна на Спасовски, министротехнички началниците, претходни поставени негови луѓе со рипање на 6-7-8 скали или така натаму, како и на Фросина Ременски на директорите на одредени институции од социјалната сфера. И СЈО поништени се затоа што судиите донеле одлука? Не, затоа што судот донел одлука? Значи не го врзуваме ние се ова вака правно, него зошто по моje видување е фокусот на првото дело, значи на првата истрага, точно насочена кон управните суди. Да тие се заплашат, се застрашат едноставно, да во иднина, они како ќе пеат, овие така да играат. Разбирате? Да не донесуваат законски одлуки, туку да така прифаќаат и незаконски решенија кои ќе ги наметне политичкиот под притисок од специјалното да ги наметне Зоран Заев. Арно, ама кривичниот суд не се уплаши. Арно, не само кривичниот, пиовија не се уплашија. И судите на управен суд не се уплашија. Очигледно тоа се луѓе со големо искуство и голем интегритет. Како не, фала Богу, сите тие нивни овакво пресуди што ги донесоа во овој период, се издржани. Ова што се прави да се удри на нив. Вие дали ги видовте? Али се товарат за одредени као се шпекулира манипулација околу изборите. 2000 која година? 14-12. Така. Видовме разлика, се работи за 1400 гласа. Толку успеа да утврдат. Па да, и толку успеа. За 1400 гласа. Значи, беа барани... Ако 1400 гласа ги пореметија односите, јас се согласувам, ама нека ми кажат дека по мене има голема разлика измеѓу 126.000 гласа кои се сомничат и 1400 гласа. И тоа само се сомнеш постои, не постои утврдено дело. Значи, ќе се навратам и на тоа. Беа побарани понатаму притвори за 9 луѓе. Значи, 8 за организиран криминал и 1 за кривично полнолетен и тоа запазите за кој дела. Злосторничко здружување, повреда на избирачко право, уништување на изборен материјал, подкуп при избори и гласање и слични дела кои опфаќаат главата на кривични дела за избори и гласањето. И сега, за да биде абсурдот поголем, непосредно пред избори се оди на гонење за кривични дела и се поведува постапка за клучни битни фигури, кои што држат, односно би обезбедиле голем број на гласови за партијата. Така. Значи, да не ги наведувам сега со имиња кои беа на распит повикувани. Тоа се луѓе кои што се инфилтрирани во партијата и со својата активност со години создаваат круг на луѓе кои што и заради нив покрај другото се и гласа. Се образуваш и за луѓето. Ако прашањето ми е, ако тоа не е притисок пред избори, што е притисок? Понатаму. Не само тоа. Многу аматерски беше
И беше од страна на СДСМ и на специјалното јавно обвинителство. СДСМ излага Дента, Зоран Заев од некоја говорница говореше дека треба да испорача и мора да испорача СЈО резултати. Наредниот ден оваа пресконференција држи јавна обвинителка, специјална јавна обвинителка со како да ви кажам, пуна уста, со насмевка на лице дека веќе почнала да гони дека испорачува резултати. Овој вика треба да испорача резултати, наредниот ден испорачува резултати. Мислам, тоа е чиста девалвација. Ама тоа чиста аматеризам. Тоа не се прави така. Нека помина 3-4 дена да се забори овој што кажал. Па нека после покрене на преконференција. Аматеризам до даска. Вака се непресметливост. Вака и самиот он го девалвира специјалното Еден со друг се девалвира. Еден со друг се девалвираат. Во секој случај, добро, име понатаму, она што го кажавте, зашто факт се работи за 400 гласачи од Пустец за Едмон Темелко што беше или не знам од каде, 400 гласачи. И парадоксално е тоа што тие влијае на изборите тогаш, ако воопшто влијаеле, прашањето не е утворено со судска одлука, но за тоа еве на изборите ќе видиме колку влијаеле. Прашањето ваше. 250.000 разлика беше 2014 година, така во гласови. Колку можат 400 гласачи од Пустец да влијаат? И ако уопште влијаеле, ако се утврдено со судска одлука. На изборниот резултат да се загрози победата на СДСМ во тоа време. Они викаат, не украдовте победата, не украдовте гласови, 400 гласови. Мислам, како да ви кажам, апсурдност до ента степена. За Едмон Темелко рековте ќе овигнете емисија, така? Да, до крајов на неделава го очекувам и негова емисија. Значи, од правен аспект, дали граѓаните на Пустец имаа право да гласаат во Македонија на избори? Ако имаа лични карти, со живеалиште на постојан пресо Република Македонија, во живеалиштето каде што е личната карта, имаат право да гласаат, зашто не? По закон е така. Дали законот предвидува оние што имаат двојни државјанства да имаат право на глас, како што имаат албанците? Постојано живеалиште, ако не знам како беше уште едната одредба, не ми текнува, но не е спорно. Не е спорно. Изборни манипулации. Сега го товарат Едмон Темелко и како што слушав од одбраната и Мунир Пепич, пазете, ги товарат за дело за кое што е, само да го видам член 159 став 2, кој што вели вака, дека покрај другото е утврдено дека обвинетото лице за кое е поведена постапка треба да има својство на член на избирачки одбор, изборна комисија или одбор за спроведување референдум или друго службено лице во врска со изборите и гласањето. Сега, дали Едмон Темелко и Мунир Пепич биле тоа што го бара битието, што го бара овој став 2, за да бидат обвинети за изборна измама и подкуп и слично. Биле или не биле членови? Биле ли? Бил градоначелник на Пустец, како може да биде? Он бил председател на партија и градоначелник на Пустец во Албанија, тој бил, како се вика, председател на партијата Македонска алијанса за европска интеграција, а другиот Мунир Пепич бил генерален секретар на Горанското друштво. И за тоа ли ќе ги гонат? Затоа што еден е председател на нашиве единствен градоначелник во друга земја македонец, а од другиот е генерален секретар за неисполнето битието. Дали освен пресод, дали имаше правна поука од нивните одлуки кои вие правниците можевте да ги прочитате, дали се правно и законски издржани нивните одлуки? Не, немаат одлуки, они имаат поднесено, кој што разбрав ја од одбраната, се шпекулира, тоа се документира. Така? Колку што разбрав, имаат поднесено барање за притвор. Барање за притвор, што треба да се одржи? Барањето за притвор нив име одбиено. Зошто? Затоа што не се исполнети битијата на кривично дело. Прво, второ, затоа што нема опасност од бегство. Зашто? Вика вака, уклопсењето ќе ви кажам на Темелко, што е поентата. Значи, колку што слушнав по медиуми, тоа е и од одбраната. Тој вложил жалба на одлуката за законитост околу лишувањето од слобода. Но она што би сакал да апелирам на одбраната на Темелко, да сугерирам од тука на одбраната на Темелко, е да покрене посебна постапка
за испитување на законитоста на действијата преземени од специјалното јавно обвинителство. Бидејќи не постојат такви овластувања каде што специјалното јавно обвинителство лишува од слобода, туку само обратна е постапката. Имено, само доколку се работи за сторител фатен при извршување на кривично дело, инфрагранти, полицијата има надлежност да го лиши од слобода и за тоа да го извести специјалното јавно обвинителство. Значи немале никаков правен основ од после некога. Пазите. Не специјалното јавно обвинителство да дава наредба за лишување од слобода заради сомневање дека е сторено дело пред 3-4 години. Ме разбирате? Значи се работи за непознавање на правото и класична правна небулоза. И тоа на првата акција што ја спроведува СЈО паѓа на тестот на професионалноста. Како да ви кажам? И сега, пазете сега што се прави. Значи, се иде на оценување на судството и судиите. Судиите ги одбиле притворите и сега се прави драма. Како можеле судиите да ги одбијат притворите? Они се партиски инсталации, они се во спрега со ВМРО, они се во спрега со премиерот, они го бранат и така натаму. Не, они се во спрега со законот. Законот го, како да ви кажам, го имплементираат. И честитки до тие суди што го одбиле притворот, или судики, не знам кои се, го одбиле притворот, барањето до притвор, бидејќи немало основ. И би апелирал до јавноста дека секое излагање на удар, особено сега на судиите на кривичниот суд, нека размислат претходно што ќе изјават. Да размислат добро претходно што ќе изјават. Тие се сега на, како да ви кажам, на ветрометена. И сега тие треба се држат до словото на законот. Само до словото на законот, не под политички притисок. Повторно ќе кажам, одбивањето на мерката притвор за овие лица, медиумите на опозицијата, блиски до опозицијата, направија дека се работи за партизиран суд и пазете, повторно отвараат тезата за специализиран суд. Се судов не им чини, дај повторно ваква небулозна институција ќе направиме како што ја направивме специјалното Тоа обвинителство. е преки суд што се вика. Преки суд, ај сега ќе правиме преки суд, пошто вие не слушаат работа по закон. Преки суд е нешто што е најнезаконска работа исклучиво во тоталитарни режими. Ама уставот забранува вонредни судови. Има одредба во уставот. Вели забранете формирање вонредни судови, точка. Партија бара, либералната партија бара вонреден суд, специјален вонреден суд да се формира. Која беше либерална партија? Која е таа? Не е важно. Тие што покрена иницијативи некои уставните судови ги прифатија. Таа е минорна партија. Не е важно. Едва е постоечка. Презакот е либерална, а бара преки суд. Бараат преки суд. Либерална партија бара преки суд. Нешто што е оксиморон. Па така е. Па затоа е која е таа партија? Муабетот. Либерална ху. Кажете ми само ова. Добро. Бидејќи веќе сме при крај. Добро. Кажете ми, кога уште еднаш, кога се во ова ќе заврши, а ќе заврши, очигледно дека сега се пумпа целата ситуација за да се заплаши членство, да се заплаши народот со апсења, да се има демотивација на членството, за да има измена во изборните резултати. Повеќе од очигледно е дека тоа нема да се случаи и покрај сите обиди, затоа што сепак они се надеваат дека судиите се бескичмењаци кај нас, дека судиите нема да судат по закон, туку ќе судат по страф, по нивна желба заради притисок, бидејќи зад нив стои меѓународен фактор, нели се сликаше со амбасадори, со се и така натаму. Дали што после можат, дали се свести дека можат и правни последици да трпат овие ваши колеги кои сега работат во неуставна институција? Како ќе бидат амнестирани во целава работа? Како ќе излезат? Како елегантно ќе можат да излезат од оваа ситуација? Па право да ви кажам, ме доведовте сега во недумица како ја би постапил. Прво, значи не би влегол како прво и основно. Прво ради противуставноста, како правници они требале да знаат дека нема правен основа ова да се формира. Тоа значи си уништиш кариерата. Второ, сега те бираат и си пандан
на обвинителство кај колеги кои што кои што си бил пријател, колега, другар долго време, сега се двоиш од нив. Зашто се двоиш од нив? Затоа што некој Заев and Company рекле овие другариве твои не чинат, ти чиниш, ки идеш специјално, а овие што не чинат, не ги фермаме нив, ти ќе ги водиш предметиве. Сега како ќе се погледат овие јавни обвинители кои што отишле таму и кои што останале овие во јавно обвинителство на РМ во очи после. Малце ќе има, како да ви кажам, ќе има некоја во воздухот, ама ајде да не коментирам лични релации и односи, ќе има во воздухот некоја нетрпеливост, но мислам дека повторно ќе се интегрираат тие повторно во местото од каде што дошле, во матичната куќа. Сметате ли дека странците кои дадоа силна поддршка за ова специјално обвинителство и нивното неуставно работење ќе мора на крај да ги признаат уставот, уставноста и законитоста на Република Македонија? Како во целава ситуација, што мислите? Како ви изгледа вас? Кој си сигурен кој да го признае? Значи меѓународниот фактор. Не, вака, прво, кој за да ја реши кризата во Македонија, бидејќи нели институциите лани не ја апсеа кога излегоа бомбите, незаконските снимања, затоа што некои политичари се уплашија дека ќе дојде земјата во граѓанска војна, меѓународниот фактор се уплаши дека Македонија може да стане како Украина, да не се случи Мајдан. Значи се во ова требаше да превенира една голема ескалација од војна. Ама гледам вие не се согласувате баш со таква состојба. Да, ја ќе ви кажам, сум крут правник, формалиста, и мојот став од самиот почеток до ден денешен, уште кога идевме како дом, до ден денешен е непроменет. Тоа значи дека ако некој прогласи пуч во една држава, пучот треба да го реши за 3 дена. По законите кои што постојните актуелните закони во правниот систем и со постојните институции кои што треба да реагираат. Снимката легитимна, значи законската снимка. Ја видовме, ја видовте и вие. Ме интересира ваше размислување. Дали тука има елементи на пуч од оној разговор, од она што го слушнавте, што го видовте, а што произлегува од законски материјали со закон за следење. Разговорот помеѓу премиерот и лидерот на опозицијата. Да, пуч не може да го земе Јанева, затоа што материјалите и не треба и се даде, ако го даде Дали според вас тоа е пуч? Обид за пуч? Е. Седни, имаш и ти викам има материјали. Сум од кого? Од странски служби, од држава која што е надвор. Слушај, ти треба да направиш превод на влада, ти влезам ја тебе у влада, ќе ти суспендирам овакво гласови и да направиш избори ја какви што ќе сакам по мој рецепт. Пуч класичен. Уцена на највисоките не е пуч, туку уцена на највисоки представници на државната власт. Господине Климовски, ја ги исцрпев темите, а ја искрено ви благодарам, затоа што многу работи ќе бидат појасни и за нашите гледачи. Мене исто така ми помогнавте многу лично за да се носам со предизвиците кои во наредниот период ќе ги имам со во дебата со граѓаните и ви благодарам што ми го утврдувате моето све подцврсто мислење дека само институциите базирани во законот и уставите можат да ја решат оваа криза. Дефинитивно. Ви благодарам на поканата. Чест и задоволство ми е прв пат да доаѓам кај вас. И навистина се чувствував многу пријатно и ете сум јас исполнет што доколку споделив некои мои сознанија, информации до вас и до пошироката јавност. Се разбира вашите ценети гледачи. Почитувани гледачи, одиме со вториот блок реклами. Веднаш потоа се враќаме назад во студио. Драги мои пријатели и пријателки, мислам дека имавме ретко корисно и интересно јавување. Да, ова се бавчите, тука се бавчите. Секогаш треба се обработуваат бавчите. Ние обработивме една друга бавча, правната. Многу ретко. Знаете, понекогаш правната материја, стручноста знае да биде здодевна. Публиката за да ја возбуди обично сака политички ставови, не знам, навивачки ситуации и слично. Но, сето тоа е во ред
и секој може да си остане и натаму според своите назори. Ние мора да излечеме заклучоци. Постарите жители на земја многу добро, инстинктивно ги знаат работите во смисла што значи почитување на закони. Помладите повеќе се на ура, дај сега ќе правиме револуција, ќе рушиме и така натаму. Не е важен закон, не е важен устав, све не чини додека не се оствари моето. Не е така. На подолг рок секогаш губиме и како држава, и како нација, и како народ, ако институциите не функционираат. Знаете, бунтовништвото, опортунизмот, опозиционерството не треба да бидат спротивни на законот и уставот. Да, ти менувај го во подобро, но во рамки на законот. Ако него, бидејќи законот покрива, ја како што старам, знаете, и ја кога сум бил помлад, повеќе ми дувал паметот и така натаму, сум сакал што на ум, тоа на друм. И сум сметал дека е тоа храбро, честно и така натаму. Но како стареам и ги запознавам работите, па еве и преку вакви професионалци врвни како господинот Климовски, осознавате дека ако сакаш ти да создадеш нешто добро во сопствената земја, да оставиш трага и да им оставиш добри услови на луѓето да можат да креираат и да создаваат, значи прво една работа. Совршено функционирање на институциите. Само така, мојот впечаток и од денешниот разговор, како и од некои други луѓе кои сето ова ми го наложувале, и то обично се луѓе со поголемо искуство, сето викаат, се е тоа убаво. Институции, институции, институции. Закон, устав, устав, закон. Само со нивно спроведување и нивно почитување може да се реши, без оглед дали некому му се допаѓа. А верувајте, дури и тој меѓународен фактор не ќе може ништо да замери ако работите ги решаваме во рамките на уставот и законите. Кога ќе имаме двојба дали нешто е уставно или законски, секогаш да го употребиме референдумот, изборите. Ние мора да ја практицираме демократијата. Знаете, ние ќе заокружиме и мислиме дека, да, ние сме ги, како викате вие, сме ги избрале политичарите, он треба да ми ја заврши работата, затоа сум го избрал. Во право сте. Но, се додека е он на власт, ние, како граѓани, не можеме да бидеме пасивни. Не смееме да бидеме пасивни. Ви го кажав и најпростиот пример. Гласаме за една севкупна програма на една партија. Но доаѓа една ситуација која може да биде конфликтна во општеството. Изградба на тролејбуси, не знам, трамвај. Дали на општеството му треба трамвај? Па нека има стручни дебати и нека на референдум народот се изгласа, без оглед што било во програма и изгласа на програмата, нека се изгласа, ако има контроверзи во општеството и сето тоа го детектира, нека се иде на референдум. Мене многу ме интересира, само едно окце сега да видам, за 2 години, одлуките, постапувањето и она што го прави специјалното јавно обвинителство, незаконските прислушкувани материјали, кои ни се лиферуваат и врз кои оваа земја беше доведена во криза. Пак велам, ако постоело нешто незаконски, секој да одговара, без оглед дали е од ВМРО или од СДСМ. Низ една транспарентна, правно издржана судска постапка. Само тоа и ништо друго. Низ таа призма, кога вие ќе го согледувате тоа, вие ќе знаете и правилно да делувате и да донесете правилна одлука, бидејќи има збунети луѓе. Чекај бе, абе ова вака ли онака, дали овој вака, дали оној онака. Збунети, овие ќе дошле на власт, оние ќе дошле. Ало, луѓе, се занимавате со маргинални работи, се занимавате со ефтина пропаганда. Вие следете го не само разумот и срцето,
Следете го законот и логиката, нешто за што се избориле нашите закони. Дали тоа е законски? Пазете, ние имаме случај на специјално јавно обвинителство, кое многу добро ви го дефинираше Гостино, сакам неколку акценти од ова интервју, а тоа е, разговараме за незаконски прислушкувани материјали. Оксиморон. Но ако врз основа на сомнеш на такво нешто се произнесе дека е некој виновен, има судска редовна постапка. Мое скромно мислење е, зошто сега се инсистира на апсење? Затоа што специјалното јавно обвинителство во овој момент не го интересира дали ќе биде спроведена правдата, туку каков ефект тоа ќе има врз целото севкупно расположение да се демотивираат партиското тело на ВМРО-ДПМН, секој оној кој помислува да гласа за ВМРО-ДПМН да рече, види ги апсат овие. Бидејќи ние не ги разликуваме, многу тешко народот ги разликува категориите притвор. Ја ќе ви кажа, јас сум бил во притвор. Не се докажа никаква вина и бев пуштен. Основно имаше сомнение. Зошто? Дека го прекршувам законот. Бев дисџокеј, ми дојде полиција, вика, пушташ гласна музика. Ја викам, имате директор на диско, расправајте се со него. Заради таа моја изјава, јас пиев 12 сати во притвор. Ме пуштија. Немам досие, не сум. И сега некој може да каже, Јанко е криминалец, бил во притвор. Не. Ете, тоа е сликата која треба да се направи. Дали е некој криминалец или не. Не. Презумција на невиност. Постои судски. Ако сум сум бил суден и осуден, тогаш станувам криминален. Луѓе мои, бидете внимателни, бидејќи сега е пропаганда, се е дозволено, се ќе иде. Има сомнежи за криминал и ворете да има сомнежи за криминал, ама криминалец е оној кој ќе се докаже. Само закон и институции, ништо друго. Благодарам за вашето внимание, лека ноќ и пријатно. Се гледаме утре вечер.